Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е деветото издание на емисијата ТВ 103, кое што го означува почетокот на втората сезона на ова специализирана емисија на Канал 103, која што е наменета за анализа и пред се за доближување на квалитетните ТВ серии кои што се актуелни и на некој начин кршење на сите тие табуа кои што се врзуваат за нив со една детална длабинска анализа која треба да сведочи за квалитетите кои што ги поседуваат, така што во текот на новата сезона ќе ви понудам квалитетна анализа на една значителна и исклучителна ТВ серија која пред се ќе селектирам за да биде составен дел од репертоарот на ТВ 103. Надевајќи се дека ќе допре до вас на не само мојот избор, туку и пред се произнесените квалитети кои што ги поседува избраното тело. Сега, ова сезона сакам да ја започнам со една одлична ТВ серија која што беше продуцирана за стриминг сервисот Netflix, меѓутоа беше работена од одлична екипа на влюбеници во музиката, која во своето средиште ги има збиднувањето околу свирењето на џез составот во бар во Париз и бројните предизвици со кои се соочуваат членовите на бендот и нивниот пред се композитор на авторската музика, која ја свират, но и со средбата со членовите на мафијата, кои го загрозуваат работењето на клубот. Станува збор за серијата Диеди, за која ќе ви говорам во деветото издание на ТВ 103, серија во која секој од музичарите си има свое импровизирано животно соло при изложувањето на неговата животна пред се приказна. На почетокот на емисијата можевме да слушнеме 3 композиции кои што се наоѓаат на прекрасниот деби албум на Синик, именуван како Фокус од 1993 година, односно изслушнавме композициите Textures, Celestial Voyage и Sentiment, односно станува збор пред се за албум кој што е издаден од Roadrunner Records од 1993 година, првиот албум на прогресивниот метал бенд со елементи на прогрок, алтернатива, фьюжн, джез и екстремните метал правци. Албумот е постамент во прогресивната музика, баш поради тој хибрид кој што го поседува во појавувањето во раните 90-ти, издаден е на 14 септември и се бендот се растура наредната година и се реобединува во 2006 година, каде што продолжува да свири, комбинирајќи дед метал со джез влијанија. Врестоците се на клавиатуристот Тони Тигарден, а пејачот Пол Масвидал пее низ вокодер со синтетизиран глас од страв да не го загуби потенцијалот на својот глас кој што го поседува, што па создава еден одличен енигматичен ефект кој се користи за тие вонземјански потфати кои што можевте и да ги слушнете. Фретлес басот на Шан Мелон може да се слушне на самиот албум. Тапа народ користи дупли бас, меѓутоа нема бластови во овој бенд, не ги презема тие елементи од екстремните метал правци, туку користи акценти и различни ритмички делници како што може и динамика како што можете да ги забележите во песните кои што ги понудив. Склони кон метал и джез сигнатурите, а дуелите на клавиатурата и гитарите може да се слушнат низ целиот албум, меѓутоа поетичната лирика е наменета за восприемањето на светот низ тие медитативни процеси кои што инсистира самиот вокал да ги напомене, а Скот Барнс, гигантот кој ги продуцираше и претходно Атеист и Dead и Cannibal Corpse и останатите дед метал бендови од Флорида, го продуцира ова дело до перфекција, дело кое е постамент на прогресивниот метал до ден денес, од кој што мал милион бендови ги крадат сите можни хибридни техники кои што се присутни на овој албум. Бендот е оформен 1987 година во Мајами, Флорида. Од овој албум конкретно ќе слушнеме уште една тема, односно темата која што го отвора овој албум, агресивната Wail of Maya, а пред неја ќе слушнеме Township Rebellion од страна на Rage Against the Machine,
Ќе продолжам и во текот на оваа сезона да пуштам барем по една композиција од овој бенд, заради тоа што сте безобразни, тешко ви е да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет, ќе слушаме Rage Against the Machine во текот на ТВ 103, доколку сте љубители на музиката и сакате да знаете што се случува зад вратите на клубот Диеди, и можеби сте заинтересирани за таа вечна енигма, зашто има дел од култните плакати на Скопскиот джез фестивал во серијата, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Зlatko Јеревски, а вие останете вклучени, затоа што започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате радио канал 103, ова е деветото издание на емисијата ТВ 103, кое што е посветено пред се на ТВ серијата Диеди, односно станува збор за веб ТВ мини серијал, една музичка драма која е продуцирана за стриминг сервисот Netflix во англиско-француска копродукција. Демиен Шазел не само што е режисер на првите две епизоди кои се снимени на филмска лента, туку е извршен продуцент заедно со сценаристот Джек Торн, односно човекот кој што сомисла и дело стои зад оваа серија. За потребите на серијата оригиналната музика беше создадена од страна на музичарите Глен Балард и Ренди Кербер. Станува збор за мултилингвална серија, односно благодарение на ширеноликиот спектар на актери, во која не само што доминантно се говори пред се на англиски и француски, туку има и говор на полски, арапски и на некои од балканските јазици, пред се во зависност за потеклото на самите ликови кои што ги водат диалозите. Премиерата ја имаше на 8 мај 2020 година на стриминг сервисот Netflix, се состои од 8 епизоди со време траење од околу 1 час по епизода, што значи дека ви се потребни 8 часови да ја изгледате оваа серија во целост, што се однесува до начинот на емитување. Веќе знаете дека уште од претходната сезона ви говорам за погодностите на објавувањето на серија во целост во еден ден, што мене лично ми овозможува да си го распределам слободното време, кое ќе можам да го посветам на незиното гледање, но поради наездата на серии во тој период го пролонгирав незиното гледање, буквално чмаеше на мојот харддиск, додека не си го земав заслужениот одмор и ја погледнав минатиот месец во мир и спокој, како што треба, добивајќи го моето целосно внимание, уживајќи во секоја од свирена нота која што можев да ја забележам во оваа серија. Најпрвин да установиме дека сосема мал е бројот на музичките ТВ серии кои можеме да ги погледнеме во играна форма, затоа што документарните ги има во значително поголем број, иако не се во изобилие, сосема доволно се за да се долови изгледот, например, на некоја сцена која што ја опфаќаат. Проблемот е со еригидниот број на играните серии кои тангираат некаква си музичка сцена, затоа што најчесто станува збор за музичката индустрија и погледот од страна на неа, како што беше случајот со винил, или пак станува збор за Роуд Круто на бендот во Роудис, двете неславно и неоправдано скратени од мајсторот за унаказување на квалитетни серии, ТВ каналот Showtime. Меѓутоа, серија за джез сцената, која што ќе има оригинална джез музика за бенд, кој ќе ја изведува, кој ќе биде средишна нишка која ќе го поврзе чинодействието, не само што немало до сега, нема ни да има искрено во иднина. Посебно не серија во која музиката која се изведува се снима директно на самиот сет, што па е една уникатна автентична можност која што добива Диеди. Имено действието е ситуирано во Париз, кај што Елиот Удо, глумен од Андре Холанд, го води клубот Диеди, кај што настапува неговиот бенд, кој ги изведува неговите композиции во живо за време на ноќите. Тој треба да се носи со проблематики на неколку рамништа, односно на приватно, кај што ја добива можноста да живее со неговата ќерка по раздвојувањето од сопругата, која по една немила ситуација доаѓа кај него во Париз. Потоа треба да се избори со одржување на колективот на музичари под своја закрила, односно се
соочува со индивидуалните проблеми на секој од членовите на бендот, кои функционираат како една проширена фамилија и на крај се разбира проблемите на самиот клуб, затоа што се инволвира во балканската мафија, која што го уценува да го отплати долгот на неговиот партнер, во спротивно клубот ќе биде вивнат во пламен и загрозен ќе биде животот на најмилите. Со овој опис можете да заклучите дека има огромна доза на действие набиено во овие едночасовни епизоди, што значи дека при овој осмислен заемен однос на ликовите можете да заклучите дека нема досаден момент во серијата, затоа што ликовите постојано се наоѓаат во некакви си конфликтни ситуации. Елиот, Џули, Амира, Џуд, Маја, Сим, Катарина, Диеди, кој што може да забележите, ова не само што се имињата на протагонистите во серијата, туку и се називите на секоја од епизодите во сезоната, што па значи дека концепирана е серијата секоја епизода да биде фокусирана околу различен протагонист, кој па си има своји предизвици, со кои мора да се справува, меѓутоа приказната за клубот се провлекува во секоја од епизодите, и пред се е составен дел од сечија итерација, затоа што врти сучи сите ликови мора да бидат присутни на изведбите на композициите, што на моје најголемо задоволство ги имаше скоро во секоја епизода. Односно серијата зема здив од драматуршкото действие со заемна изведба на некоја од композициите, дали е тоа случај со настап во бендот, или па станува збор за проба која што е изведува бендот, дали па е во прашање снимачки, се во прашање снимачките сесии во студиото, или пак некаква си свирка како што беше случајот на свадба. Во секој од епизодите се наоѓа простор и време музичарите да ги докажат своите способности, а при тоа режисерите и режисерките да докажат како ќе се носат со вибрантноста и разиграноста на джез мелодијата со помош на филмскиот јазик. Netflix ја најави серијата уште од септември 2017 година, ако не се лажам. Со оглед на тоа што Netflix има стотици милиони корисници ширум светот, се доближуваат дури и до 200, серијата ни ја направи услугата да ја имаме најголемата и најдобрата реклама што некој успеал да ја направи за државата надвор од нашите граници во рамките пред се на ТВ индустријата, а тоа се однесува на присуството на плакатите конкретно на Скопскиот джез фестивал во работните канцеларии на главните ликови, плакати кои што се наоѓаат до самата влезна врата, кај што се кадрирани ликовите кои водат дискурс покрај нив, скоро во секоја епизода, значи неизбежно е да ги погледнеме од различен агол, меѓутоа ја збогатуваат самата сценографија. Очигледно дека екипата на продукцијските дизајнери, конкретно предводени од Ане Сиебел, знаеле какво е значењето на Скопскиот джез фестивал и нивното место потполно соодветствува во оваа серија со оглед на тоа што има балкански членови во бендот и од една страна е огромно значењето на оваа манифестација во светски рамки, а не пак за самите музичари кои што во некој алтернативен универзум или може да си замислиме дека нивните ликови и биле составен дел од некој перформанс кој што бил зациментиран од оваа манифестација, така што беше едно пријатно изненадување поставувањето на овие плакати, кое што многу ме радуваше кога може да забележам уште од првата епизода во тие ударни кадри. Значи неизбежен и составен дел е Скопскиот джез фестивал, барем со символиката која што имаат култните плакати кои што се изработуваат секоја година изминатите децении, со тоа што е вбризган во ткивото на Диеди. Музиката ги надминува сите бариери на националноста, затоа што нотата не знае да за поделеноста помеѓу луѓето, туку таа има намена да ги вплоти, да ги обедини и затоа ги забележуваме ликовите кои што доаѓаат од најразлична промениенција, од најразлични држави потекло, меѓутоа се обединуваат кога е во прашање на создавањето на
музиката која што ги води во нивните животи и преку емоциите кои што ги изразуваат од случувањата кои што им оставаат силна трага во животите, се збогатува на некој начин и самиот перформанс кој што го има бендот како еден колектив на индивидуи кои што се сплотени благодарение на љубовта која што ја имаат кон музиката пред се. А додека сме на тема музика, може тука да направиме една кратка музичка пауза, односно во продолжение на серијата ќе слушаме Аркана, имено да потенцирам дека како и во претходната сезона, така и во оваа сезона на TV103 ќе слушаме музика исклучиво од 90-тите, со оглед на тоа што сметам дека треба да се обрне многу внимание на сето тоа што е создадено во оваа ера, односно ќе слушаме во овој блок Аркана, како што веќе напоменав, односно станува збор за композиција од албумот Ark of the Testimony од 1997 година, издаден за Axiom, односно за Island Records. Ова е вториот нивен студиски албум на овој фьюжн проект, основан од опасното трио на гитаристот Дерек Бейли, потоа басистот Бил Лесвел и тапанарот Тони Вилиамс, кој за жал умира насред снимањето на албумот, а гитаристот Бейли ги напушта по првиот албум, но го заменува виртуозот Бакетхед и засилен е со помош на гитаристот Ники Скопелитис. Тенор саксофонот на култниот Фарон Сандерс се извинувам, може да се слушне на овој албум, исто како и алт саксофонот на Байер Ланкастер, како и хорната на Грахам Хейнс. Албумот го продуцираат самите Бил и Тони. Прекрасен албум на оваа супергрупа во кој секој ја демонстрира својата вештина како солист, но и како заемно изведувачко ткиво. И затоа избрав баш поради тоа да биде составен дел од емисијата, која што во текот на ова издание ќе слушате и композиции пред се кои што понираат од сферата на джез изведувачите, баш поради тематската одредница која што ја има и самата серија Диеди, а виртуозноста на музицирањето на Тони и Бил конкретно ќе слушнете на композицијата Wheels on a Dark River, која што се наоѓа на Ark of the Testimony, која што ќе слушнеме во продолжение, меѓутоа претходно ќе ги слушнеме во ведната Gone Tomorrow и пред се лудилото кое што се нарекува Circles of Hell, доколку имаме пред се време за ова уживање. Меѓутоа остануваме со Аркана и Ark of the Testimony и потоа се враќаме во етер да ви говорам за ликовите и за актерите во ТВ серијата Диеди. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 9-тото издание на емисијата TV103 во кој што ви говорам за ТВ серијата Диеди. Имено во овој сегмент сакам да продискутирам за актерите и за нивните улоги, односно нивната функција во оваа серија, која што е предводена од страна на Андре Холанд, кој го знаеме од неговите актерски перформанси во Moonlight, во Selma, во High Flying Bird, во ТВ сериите Castle Rock и American Horror Story, а во Оптек е работењето на неговиот нов филм Passing. Тој го глуми Елиот Удо, собственикот на клубот, односно поранешен славен пианист, таткото на Джули, која престојува во неговиот дом во Париз, кај што нејзиниот татко се соочува со тешкотиите да го одржи бендот во една целина, но и да го зачува клубот од инволвирањето на мафијата во него. Како најголема светска тајна се чува неговото свирење, именно не се потенцира во никоја епизода во детал која е големината на неговото музичко дело кое што го оставил зад себе. Меѓутоа се потенцира емоционалното инволвирање во неговото свирење, односно престанувањето на свирењето. Тој знае да биде тврдоглав, но и допустлив родител, кога сака се разбира. Меѓутоа својата ригорозност во потрагата по музичкиот перфекционизам ја пресликува и применува и врз членовите на бендот, кои па низ годините прераснале во негова фамилија. Тој постојано е соочен со носење на тешки одлуки, од кои зависи пред се судбината и на самиот клуб, но и на неговите најблиски. Меѓутоа ги премолчува проблемите, не ги споделува со нив, наместо да
си ја олесни тешкотијата која што ја носи на неговиот грб, да побара помош за нејзино резолвирање, наместо тоа често па заглавува со чистење на туѓите лоши одлуки. Tahar Rahim, актерот кој што глуми во A Prophet, во The Past, во The Kindness of Strangers, во оваа серија го глуми Фарид. Кога сме веќе кај лоши одлуки, Фарид е бизнес партнерот на Елиот, кој ќе се инволвира во мафијата, изнудувајќи сомнителен заем, кој што ќе му го остави во наследство на самиот Удо да го реши. Тој ќе биде убиен уште во првата епизода поради реваншот кој што екзистира за долгот. Ренди Кербер, пианистот во оваа серија, односно исто така работи на самите скорови на филмовите како пианист, учествува од музиката која што може да ја слушнете од Титаник до The Irishman и Marriage Story, значи тој го глуми Ренди, пианистот на бендот, кој ги наоѓа свирките благодарение на неговите сексуални авантури во WC-ата со неговите партнери, како што може да се забележи во поглед на свирката на самата свадба која што има бендот. Еден харизматичен лик. Покрај него во бендот членува и Дамиан Нуева Кортес, кој што исто така е музичар. По неговата вокација не е актер, за прв пат се појавува како актер во оваа серија, тој е глуми Джуд, басистот на бендот, односно контрабасистот во бендот, кој што ја има својата епизода за љубовните маки, кај што ќе треба да свири пред неговата блиска пријателка, односно верената девојка во која што е заљубен басистот, меѓутоа таа планира да го сподели остатокот од нејзиниот живот со друг избраник. Лудовик Луис свири исто така уште еден музичар во актерската екипа, свири труба во Midnight in Paris на самиот скор, односно и во самиот филм. Тој го глуми во оваа серија Лудо, свирачот на труба во бендот. Покрај него, саксофонистот на бендот, односно Джоуи, го глуми Джоуи Омицил, кој што работи на компонирање на музика за документарци, значи членовите на бендот во голем дел се и автори на музика или воопшто музички интерпретатори. Адил Деби, кој што го знаеме од улогите во Bad Seeds и Un Famille Formidable, го глуми Сим, односно шанкерот во клубот, кој е битбоксер во слободно време, еден од малкуте пријатели со кои се спријателува Джули во Париз, додека доставуваат оброци за вработените, момче кое ја издржува својата фамилија и работи за да обстои во Париз, знаејќи колку е суров пред се животот на улица. Тој има свој бенд кој што ќе биде во дадена ситуација предгрупа на бендот на Елиот. Од машката страна уште ги имаме Бенджамин Биолај, кој што глуми во Personal Shopper, во Вики и најчесто изведувач на самите саундтраци, односно тој го глуми во оваа серија Френк Ливај, а да не го заборам само да споменам актерот кој што може да забележите во Centurion и во Children of Men, односно Џафер Лабидине, кој што го глуми сами Бен Милет. Од женската страна на актерската поделба ја имаме одличната Јоана Кулик, која што ја запознавме во прекрасните Cold War, во Safe Inside, во Clergy, во Aida, во The Innocents. Таа во оваа серија глуми Маја, пеачката во бендот, која се наоѓа во помеѓу едно двоумење, дали да остане со бендот или да го сними албумот кој што им престои, или да замине на европско турнеја како придружен вокал на некоја си поп звезда. Таа е во интимна врска со Елиот и во моментите кога не ме задоволуваше нејзиното пеење на филмот, што навистина е реткост, тоа беше наменски потенцирано од продуцентите или па од самиот Елиот, намерно да го подобри за да се истакне врз музичкиот дел, што па говори за наменската употреба на нејзиниот раскошен глас, некогаш да делува неимпресивно само за да може да го добие коментарот дека ја има таа функција, за да се подобри во рамките на тоа емоционално тежиште кое што таа го има во животот и се рефлектира тоа врз нејзиниот перформанс.
актерката била на аудиција во незината улога од 9 месец додека била бремена и ја добила улогата, врз основа прецена на гласовните и актерските способности кои што ги има, и не знам зашто воопшто звездата на Cold War мора да оди на аудиција за оваа серија. Таа се спријателува пред се со Џули, ќерката на Елиот, советувајќи ја да биде искрена со незиниот татко, а неретко ги споделува испеаните стихови како љубовни стрели испратени кон незиниот Елиот. Така што еден интересен лик што го балансира самиот Елиот во оваа серија, меѓутоа има и своја нишка и своја приказна арка која што ја исполнува Лейла Бекти, која што е актерка која глуми во Париж Жетем, а Better Life и Профет, ја глуми Амира во оваа серија, односно сопругата на Фарик, која е долгогодишна партнерка на пријателка, се извинувам, на Елиот, ликот Доверба, која ќе ја препознае незината функција во животот на таткото и неговата ќерка. Таа мора да се носи со смртта на сопругот од првата епизода и наместо да добие оплакување на погребот, джезерите организираат една прекрасна фешта која би го израдувала Фарик да беше жив во серијата. Лада Обрадовиќ, хрватска тапанарка од дуото Обрадовиќ Тиксиер, која што работи во Австрија, ја глуми Катарина, тапанарката од бендот, која е запознаена со подземјето на балканските мафијаши во Париз. Повеќе колку што треба се разбира, една од најубавите епизоди во серијата припадна буквално на незината арка, предпоследната. Одбивната и молчелива фасада на тапанарката, морам да признам дека ми беше одбивна на почетокот на серијата, посебно при арогантниот однос со Елиот, меѓутоа кога дознав поинтимно што све мора да носи девојката на својот грб и зашто све не треба да се грижи во незиниот пред се за коматозниот родител, да работи, да наоѓа време за да дојде на проба со доцнење, го засакав пред се овој лик, посебно поради епизодата за незината животна арка, која на најдобар можен начин ја изразува незината љубов кон музиката, ако тоа не го потенцира со незиниот актерски перформанс. Налик краткиот материјал за аудиција на Ѓорче Ставрески, во кој музичарот со стекнатиот животен бол можеше да го преточи пред се во срцепарателна изведба со емоциите помеѓу нотите. Истата нишка ја забележувам и во перформансот на тапанарката, која што уште неш потенцирам. За таа фасада има што се крие зад неа. Аманда Стајнберг, актерка која што глуми во Gaslight, The Hate You Give, The Darkest Minds, Everything, Sleepy Hollow ТВ серијата и The Hunger Games серијалот, ја глуми Џули, ќерката на Елиот, која поради пуштањето на новиот дечко на незината мајка заминува во Париз, кај незиниот татко, меѓутоа има потешкоти да го најде своето место во новиот град, пред се да создаде пријатели и да се најде себе си во coming of age приказната за незиниот живот, на почетокот завршувајќи дури во погрешно друштво, осмислувајќи се како слободоумна девојка, која па со наркотици сака да ги занеме немилите настани во животот, а всушност се однесува како разгалена девојка која умее да свири на кларинет. Таа се спријателува со Сим и ќе преспие прво кај Маја, а потоа кај Амира во процесот на незиното пронаоѓање, но отпорот кој го дава на таткото е залуден, затоа што и двајцата имаат неизмерна љубов еден кон друг и под сите слоеви ова е серија за љубовта на родителот кон неговата ќерка. Леони Симага, односно актерката во Копакабана и All About Actresses, е командантката Кейта, која најпрвен ќе се сомнева во изјавите на Елиот и ќе го смета за осомничен, а откако ќе ја открие вистината за инволвирањето на мафијата, ќе стане пред се Елиот нивен доушник. И да не ја заборавам Мелиса Џорџ, која што е хорор ветеранката, која ја знаеме од Triangle, глуми во ТВ серијата Bad Mothers, потоа во The Good Wife, во Bag of Bones на Стивен Кинг, во A Lonely Place to Die, во 30 Days of Night, во на терапија, американската верзија, во Туристас, во The Killing Gene, во
Derailed, во Dark City, во The Limey, така што таа е една одлична жанровска актерка која што глуми во серијата Алисон Дженкинс, односно мајката на Џули, која е убедена дека ништо не се случило помеѓу неа и незиниот дечко, туку незината ќерка го измислува инцидентот, таа ја праќа во Париз да се издува буквално и потоа смета дека треба да се врати со неа во Њујорк. Сигурен сум дека пианистот и саксофонистот имаат своји животни предизвици со кои морале да се соочат, но да се надеваме дека нивните проблеми ќе бидат изнесени во втората сезона, затоа што во ова не им беше остапено доволно место. Меѓутоа, сепак во прашање се музичари, а не филмски или ТВ актери, па нивното појавување е со цел да ги отсвират песните и да делува тоа убедително на екран, а не да одглумат некоја сидлабочина на нивните карактери, па затоа ригиден е пристапот и нивната искористеност пред се во серијата, иако се интригантни за да се погледне малку повеќе зад завесата на нивните животи, меѓутоа тоа колку можат да го понудат тоа е веќе друго прашање. Ужива во свадбарската епизода во која може да забележиме дека и во Франција се занемарува квалитетната музика, сметајќи дека таа е музика за лифт, а народот сака да скока и да танцува на лефтерни поп песнички, што не е ништо поразлично од домашните свадби, само што кај нас бајага би го побарале да се фатат припадници, однос посетителите на свадбата во некакво си вовче, наместо да слушаат прекрасните француски композиции кои што се обидуваат да ги наметнат бендот на оваа свадба на отворено, меѓутоа ништо тој нивен добронамерен потфат пред се. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза да слушнеме еден виртуоз на пианото, односно ќе слушнеме композиции во изведба на Херби Хенкок, конкретно од неговиот албум кој што е именуван The New Standard од 1996 година, издаден за Врв, 40-тиот негов долгосвиречки албум на ветеранот пианист на Майлс Дейвис, кој одлучува да прави джез обработка на модерни композиции, односно од Дон Хейли, од Битлси, од Питер Гейбриел, од Нирвана, од Принц, од Стиви Вондер, покрај неговото пиано со своите итерации и импровизации може да се слушнат Майкл Брекер, односно на тенор и сопрано саксофон, потоа Џон Скофилд на акустична и електрична гитара, Дейв Холанд на акустичниот бас и ако не се лажам, тука беше и Джек Деджонет, кој што свири на тапаните и Дон Алиас на перкашен, кои што нудат нов поглед на поп класиците низ призмата на джез призвукот и сензибилитетот на Херби од ова албумско стварување. Ќе слушнеме The New York, односно New York Minute и Mercy Street. Потоа се враќам во етер да ви говорам за одредени спецификации и квалитети кои што и поседува Диеди. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е деветото издание на емисијата ТВ 103, во која што ви говорам за одличната ТВ серија Диеди. За самиот крај на емисијата ќе ви споделам неколку спецификации, односно одредени карактеристики кои што ги поседува оваа ТВ серија. Имено, оваа серија нема класична најава, односно се појавува само title card со бели букви на црна позадина во прологот на секоја епизода. Станува збор пред се за европска серија која што ќе се бинџа, така што ќе си секогаш гледачите би ја прескокнале најавата доколку не би им се допаднала доколку ја има, што ми ја нема, дефинитивно не представува никаков проблем и незиното отсуство со оглед на тоа што сепак се цели на европски сензибилитет, не на глорифицирање на овие чинители за маркетиншки потреби како што тоа американците го прават. Во поглед на режисерите има по 4 во кои што снимаат по 2 епизоди, имено Хоуда Бенјамина е режисерката на Divines, потоа оскаровецот Демијан Шазел, кој што има режирано La La Land, First Man и Whiplash и престојниот Babylon, кој ги снима првите 2 епизоди на филмска лента и се разбира дека има разлика од квалитетот на останатите, затоа што неговото снимање на рака, додека се изведуваат джез композициите, евидентно од Whiplash го наоѓа своето место и во овој филм. Потоа Лейла Маракчи, режисерката на Марок и Рок да Кесбах,
и Алан Пол, кој што режира една сезона од Newsroom и неколку епизоди од Six Feet Under. Во поглед на музиката, таа е оригинална и авторска од страна на Ренди Кербер, кој што прави музиката La La Land, и Глен Балар, кој што прави музиката на Lady Bird и San Junipero, односно ова се музичари кои што учествуваат, пианисти кои што свират на самите саундтраци, односно скорови, кои оставаат фрагменти во играните сегменти, но се докажуваат пред се во создавањето на авторската музика. Всушност тие го творат богатото и успешно музичко минато на Елиот, односно одличните джез композиции. Во поглед на сценографијата, најчесто се одвива во просториите на самиот джез клуб, но има и неколку кадри снимени на улица, на свадба на среде ливада, во канцелариите на мафијашите. Меѓутоа, клубот е средиштето на настаните. Ан Сибел, која што е напоменав, е дизајнерката која работеше на Марија Антуанета на Копола, а благодарни сме на декораторката на сетот, односно Кристел Мезонев, која работела на The Dreamers, а во серијата ги поставува пред се култните плакати на Скопскиот джез фестивал во просториите, каде што, во канцелариите конкретно на Елиот, каде што може да ги забележиме во кадрирањето на режисерите со ликовите покрај нив. Во поглед на нивното значење, сепак поради уникатниот визуелен приказ кој што го имаат и се воопшто символиката на надоловување и интерпретирање на самото значење на джез музиката, која што ја имаат и значењето во светската пред се музичка индустрија, овие плакати и тоа како го наоѓаат своето место и символизирање на джез културата во оваа серија. На подлабинско ниво, во поглед на фотографијата и кадрирањето, мојот пријател кој што го запозна во Битола, Ерик Готје, кинематограферот на филмовите на Корееда, кој снима на филм со помош на Демиен Шазел, односно во првите 2 епизоди, одлично ги кадрира и ги доловува движењата и флуктуациите на самата музика, а останатите епизоди ги фотографира Жулиен Пупард, кој работеше на Les Miserables, кој се обидува во чекор да ги следи параметрите кои ги воспостави на филмската лента Готје, така што сведоци сме на едно вибрантно снимање, задоловување пред се на перформансот. Меѓутоа, Пупард знаеме дека добро се снаоѓа во зградите и улиците на Париз која треба да се снима, така што ова се исклучително добри француски кинематографери кои што се виновници зашто серијата толку добро изгледа всушност. Во поглед на монтажата, четворица е работат, меѓутоа, иако се во прашање едночасовни епизоди, мене не ми беа здодевни, затоа што покрај тоа што секоја серија, секоја од нив раскажува приказна за еден засебен лик, се провлекува и приказна за раководењето на клубот, така што епизодите се содржајни и нема чекор во празно, па дури има и простор и време да се отсвири по некоја композиција. Поглед на костимографијата, таа е модерна со оглед на тоа што станува збор за тековно дејствие, така што музичарите имаат облека за настап и облека за во нивните домови, наспроти таа предсе која што ние ги забележуваме. Во поглед на природното има само неколку кошмари кои што го травматизираат Елиот, меѓутоа нема надприродно во реалноста која што се прикажува. Во поглед на хуморот или па присуството на еротиката, хуморот го има малку при изближувањето на ликовите, а еротика има само во неколку сцени помеѓу Елиот и неговите избранички, како и еден неуспешен обид за сплотување на неговата ќерка под дејствие. Во поглед на ефектите има само шминка на телесните повреди, нема потреба од визуелни ефекти, освен во кошмарите, меѓутоа штура е серијата на ефекти кои би биле излишни доколку би ги имало во поголема мерка. Уште неш потенцирам, се цели на европскиот артхаус сензибилитет во поглед на жанрот. Ова станува збор за музичка мелодрама, односно со елементи на трилер и семејна драма. Во поглед на стилизираниот јазик се користи француски, англиски, арапски, српски, хрватски, полски, во зависност за кој лик е посветена епизодата и кои ликови го водат диалогот. Поглед на недостатоците, јас сум ненаситен за повеќе музика, иако во секоја епизода има изведба на една песна, тешко се наоѓаат маните на оваа серија, можеби потребно е поголемо растегнување на вплетканоста на ликовите, но тоа може да биде повод за наредна сезона. Тие пред се ликовите кои што сметам дека не добиваат дополнително светло, меѓутоа се лимитирани поради нивниот актерски перформанс, со оглед на тоа што пред се музичари по
вокација, а не се и актери, меѓутоа ова е првонивно појавување на филм, така што се надевам дека ќе си земат поголема слобода и поголема самодоверба да ги разработат нивните ликови понатаму. Тие што не се љубители на музика, сигурен сум дека нема да им се допадне оваа серија, исто како што многумина нема да најдат уживање во едночасовното време траење на епизодите. Меѓутоа, ако им дадете шанса на ова на оваа фамилија на музичари да влезат во вашиот живот, нема да ве разочараат. Во поглед на континуитетот на епизодите, тој е задржан затоа што колку и да не се интересни одредени ликови, сепак самата нивна животна сага е збогатена со доста перипетии, што не дозволува да се алиенираат гледачите, посебно поради тоа што приказната за судбината на клубот е се присутна и се опфатна, затоа и тука треба да се пофали самиот сценарист на овие епизоди во поглед на интертекстуалноста, интермедијален спој на филмот и музиката забележуваме и нема некоја сидлабинска филмска цитатност на други дела кои што се вметнати во овој филм во поглед на атмосферата, гледливоста и убедителноста наликува на европскиот артхаус филм поради начинот на снимање и пред глумата, потоа гледливоста е на високо ниво и актерските изведби на шареноликиот кастинг се соодветни затоа што секој треба да си го одглуми својот дел без да му украде парче на другиот, се разбира со поголемо соло на Андре Холанд, која што му е зададена задачата во оваа серија. Поглед на епилогот, тој сметам дека е задоволителен, иако е пресечен со клифхенгер за еднината на клубот, кој остава простор за негово предсе продолжување. Поглед на мојата евалуација, според квалитетот на снимање, структурирањето на драматуршкото действие и вметнувањето на музиката како интегрален дел од сценариото, доловено со убедителни изведби на тие што имаат разработени арки, ја евалуирам пред се оваа серија со висока 9 од 10, затоа што можеби никогаш повторно нема да добиеме джез серија сработена на ова рамниште. Поглед на продолжението, секако дека има простор и прашање е дали се задоволни бројките, задоволителни пред се, кои не ги објавува Netflix за нивната гледаност, што значи дека ако се задоволителни, ќе има наредна сезона, а ако не е барано од корисниците, нема да има потреба да се обнови, а што се однесува до легитимноста за постоењето на продолжението, секако дека има, затоа што судбината на клубот се уште зависи од одлуките на Елиот и на неговите пријатели. За самиот крај на емисијата ќе слушнеме неколку композиции од албумот Tidal на Fiona Apple, снимен 1996 година за Work, односно Columbia и Clean Slate, првиот незин албум кој го има напишано на 17 години. Хиперталентираната пејачка го снима албумот како процес на себедокажување за незината музичка способност кон себе, пред се и кон другите. Често е споредуван со соло остварувањето на Аланис Морисет и Тори Еймос од 90-тите години. Албумот го продуцира Ендрю Слейтер, а делото не само што ги поседува вокалните способности на блуз и джез сензибилитетот, кој ги внесува во поп водите самата Фиона, таа свири на пијано, Џон Брајан свири на гитара, Мет Чемберлен е на тапани, а Сара Ли е на бас и голем број на други гостувања има на овој музички богат албум. Фиона дури и на последното незино издание ги има овие е збогатено музички гостувања на незините колеги, кои што ја во првиот албум пред се торпедира во светската музичка сцена. Девојчето кое ги има вежбано Ела Фицџералд и Били Холидеј во незината соба, го создава ова одлично дело, тоа што ќе може да слушнеме, а доколку имаме време пред се. Sleep to Dream би инсистирали Criminal и мојата најомилена Slow Like Honey од овој албум. Вие го слушавте деветото издание на емисијата ТВ103 со Златко Ѓелевски, во кое што детално ги анализиравме погодностите и недостатоците пред се на ТВ серијата Еди. ТВ103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии.